Civil Media. Имаме веќе такви апликации од медиуми, значи кои сакаат да бидат членки со интернет портали, меѓутоа за кои што Словото за етика веќе има негативно искуство со работата со нив и веќе биле најголеми прекршители, да речам, на новинарските стандарди. Наша одлука е во првата фаза тие да не бидат дел од овој регистар затоа што ќе го нарушат кредибилитетот на целиот процес, меѓутоа не сакаме да ги исклучиме, сакаме да ги натераме да се подобрат. Она што го даваме еден грейс период, да кажам, од следните се уште одлучуваме дали ќе бидат 3 дали 6 месеци, најверојатно 3 месеци, значи во следните 3 месеци доколку ги почитуваат стандардите и доколку против нив нема ниту една представка која што е валидна, ние на следниот состанок на управниот одбор, некаде значи за 3 месеци од сега, ќе ги разгледаме тие апликации, најверојатно ќе ги примиме доколку се биде во ред. Сега, доколку ги примиме, можеме да имаме хипотетичка ситуација во следниве 3 месеци да ги почитуваат стандардите, да влезат, па потоа веднаш, уште следната недела да се вратат на старото и да не ги почитуваат. Во таков случај ние имаме повторен механизам како да ги решиме, да го решиме овој проблем со тоа што ќе ги отстраниме многу лесно. Значи ситуацијата е доколку два пати во текот на 3 месеци немаат, во текот на 6 месеци се извинувам, не ги почитуваат стандардите, имаат представка против нив, управниот одбор има легитимно право да ги исклучи повторно со забрана во следните 6 месеци воопшто повторно да конкурираат. Пред 2 недели бевме на состанок во Битола затоа што сакаме да му дадеме на регионална димензија на целиот проект. Во Битола на гостини беа најголемите компании од пелагонискиот регион, значи Конфи Ангел, Витаминка, Мермерен комбинат, Тутунски комбинат, Бимилк. Сите тие беа нетрпеливи и дадоа огромна поддршка на процесот затоа што се соочуваат на вистина со портали кои што никнуваат преку ноќ. Тоа се локални портали за кои што ние во Скопје воопшто не ни знаеме. Ситуација има каде што, например, не знам, портпарол на општина си има свој портал. Политички инструирани луѓе, бизнис мокиници и слично си користат интернет просторот, отвараат портали и при тоа се закануваат на компаниите, ги рекетираат. И модат таму, мислам, бараат некакви изнуди и слично. Компаниите секако дека се заинтересирани, оние компании кои што имаат висока општествена одговорност и сакаат да се покажат како такви компании да се профилираат, апсолутно е во нивен интерес затоа што е вин-вин ситуација. Компаниите, значи, сега градат својата доверба во јавноста, ние како ФЕО ќе профитираме од тоа. Мислам дека е супер е фактот што Стопанската комора за прв пат се појавува како партнер затоа што реално оние кои што ги имаат парите, имаат моќта да влијаат, мора да бидат вклучени на некаков начин. Ние секогаш сме креирале медиумски политики без да се осврнеме кон рекламерите. Civil Media.